Секое научно или технолошко откритие е неутрално по својата природа. Нивната примена од друга страна е сосема различна работа и зависи од етиката на поединецот или групата во чии што раце се наоѓа одредено откритие. Исто така постојат одредени откритија кои така радикално го менуваат начинот на живење, што неминовно представуваат своевидни револуции. Благодарение на појавата на писмото, човештвото почнува да ги запишува настаните низ кои поминува, при што се преминува од периодот на преисторија во она што сите денес го знаеме како запишана историја. Значи, благодарение на умешноста за запишување на нашите конкретни, но и абстрактни мисли и поими, во голема мера успеваме добри 7000 години да ја одржуваме се уште исправена градбата наречена цивилизација. Записи имаме издлабени во камен, втиснати во глина, насликани на ѕидови на разни храмови како фрески, на папируси и пергаменти. Во древноста пишувањето било скап процес, додека самата писменост привилегија на малкумина. Во средновековна христијанска Европа таа уметност на пишување и репродукција на книгите обично се одвивала во манастирите, каде преку бавна и макотрпна работа рачно се препишувале разни книги. Самиот материјал на кој се пишувани книгите многу пати бил многу недостапен, па како и во многу други аспекти на животот, така и овде се прибегнувало кон рециклирање на веќе напишани книги кои биле бришани и врз нив се пишувала нова содржина. На овој начин настануваат палимсестите, текстови обично од предхристијанскиот период врз кој бил испишуван текст со христијанска содржина. Ренесансата е период во кој се имаат случајно најголемите научни и општествени револуции. Ова најмногу се должи на два настани кои и двата се поврзани со своевиден пат на Константинопол. Грабежот на Константинопол во Четвртата крстоносна војна и дефинитивниот пат на градот во отомански раце 2 века подоцна придонесуваат за поместување на Запад пред се во Италија, на она што представувала основа за културен и финансиски процвет на Источното Римско царство, односно Византија. Богати банкарски семејства во италијанските градови држави како што се Венеција, Фиренце, Дженова и папскиот Рим развиваат интензивна банкарска активност која придонесува за севкупен развој на овие градови и како резултат на финансиското богатство се развива и уметноста. Ова е времето на Данте, Бокачо, Петрарка, Микеланджело, Леонардо, Брунелески и многу други. Ренесансата, впрочем, сама по себе е една огромна културна и социјална револуција. Револуција која, ако не се случеше, светот денес немаше да биде тоа што е. И се ова благодарение на тој скапоцен товар што од истокот постепено доаѓаше на запад во годините на опаѓање и пропаст на Византија. Тој скапоцен товар беа секако книги. За еден од најголемите мецени на Ренесансата и голем библиофил, Лоренцо де Медичи, книгите биле толку вредни што во библиотеката што била во посет на семејството Медичи, книгите биле врзувани со синџири за да не бидат украдени. Но, да бидеме искрени, не бил во иста положба обичниот жител на Венеција или Фиренце како Лоренцо де Медичи. Обичниот човек и понатаму продолжувал да живее на начин сличен на оној во средниот век. Неписмен, посветен на својот занаат или на обработувањето на земјата и пред се во слепо стравопочитување и верување во догмите на црквата. Основниот текст на кој е изградена христијанската вера, а тоа е Библијата, бил ретко достапен, исклучиво на латински, јазик кој само високиот клер и благородништво биле во состојба и можност да го читаат. Сето ова ќе доби уште едно дополнително забрзување во периодот на истата таа Ренесанса, во можеби најренесансниот од сите векови, 15-тиот. Со пронајдокот на германскиот пронаоѓач, издавач и златар Јоханес Гутенберг, процесот на репродукција на книги од бавен, макотрпен и скап процес се претвора во манифактура со која процесот се скратува повеќе кратно во време. Појавата на печатарската машина представува вовед во новото просветителско доба во кое покрај латинскиот добиваат на значење и локалните јазици. Се печатат многу значајни дела и со тоа стануваат многу помасовно достапни. И нормално,
Благодарение на овој пронедок се печати и репродуцира делото кој и ден денешен го знаеме како бестселер на сите времења – Библијата. Благодарение на Гутенберговата печатница, човештвото влегува во нова фаза на просветителство, илуминизам и економија базирана на знаење. Веројатно Гутенберговата печатница е меѓу главните виновници или заслужни за реформацијата на Западната црква од страна на Мартин Лутер, попозната како протестантска реформација. Во 2008 година светот беше воведен во она што јас го нарекувам големата депресија на нашето време. 2008 година е всушност нашата 1929 и денес, во 2022 година, планот што започна да се реализира во 2008 се уште се распостила пред нас како свиток на непрочитана книга. Можеме да го наречеме како сакаме овој процес, но очигледно неговите планери јасно, гласно и отворено го промовираат како големиот ресет. Паралелно со подготвувањето и спроведувањето на овој процес, најмногу преку пропаста на светскиот монетарен систем договорен во Бретон Вудс, се одвиваше и еден друг процес. Овој вториот процес многу наликува на еден нов Робин Худ систем, каде преку принципите на постоечкиот финансиски систем, но со мала модификација, ќе се бајпасира делот кој невладеачката елита и е омилен, а тоа е контролата. Контролата е тој магичен лош со кој овој глобален кабал, преку корупција на политичките лидери и институции, си го има обезбедено преку системот на централни банки. Системот на централни банки е каде од ништо се создава нешто кој има власт и превласт над реалните добра за кои ние макотрпно работиме. И тука, во приказната влегува нашиот современ, кибернетски Робин Худ. Сатоши Накамото. Мит, легенда, гений, мистерија. Од се по нешто. Ликот е небитен. Неважно кој стои зад овој псевдоним или реално име. Она што е важно е дека во 2009 година овој лик го представи својот протокол во својата бела книга или white paper, во кој изнесе децентрализирана форма на дигитален пренос на средства од корисник до корисник или, ако сакате, дигитален кеш. Без посредник или трета страна која има моќта на верификување на трансакциите. Овој финансиски концепт извесно време беше во фокусот на интерес само на одредени ентузијасти, да за денес е на насловните страни на сите водечки финансиски медиуми. Заради својот исклучителен протокол и константното зголемување на довербата од корисниците во биткоин, неговата вредност генерално е во константен раст. И денес, во моментот на објавување на ова видео, биткоин е цврст како карпа во своето бивање дигитално злато. Дигитално злато се однесува на силната доверба која корисниците имаат во биткоин како заштитен ресурс, односно дигитално дефлационарно средство кое е многу покорисно за штедење отколку за реална размена. Ова во многу е предизвикано од забрзаното зголемување на недовербата во декретните фиат валути. Потврда за исклучителноста на биткоин добиваме и во последната воена криза во Украина, каде во состојба на блокираност на банките и недостаток на ликвидност во самата Украина или со блокираноста на руските банки преку SWIFT системот, само биткоин мрежата со нејзиното peer-to-peer, односно корисник до корисник функционирање, овозможува непречен проток на финансии. Појавата на биткоин ги претекна централните банки во нивното лансирање на нивните дигитални валути, со кој контролата е достапна колку еден клик на компјутер. Ги претекна преку креирањето на дистрибуирано книговодство и децентрализирани финансии и сето тоа во криптирана електронска форма. Магичниот збор за сигурност и валидноста е консензус, така што оние што најмногу можат да и наштетат на мрежата, можат тоа да го направат само со консензус и на своја штета.
а тоа никој нормален не го прави. И покрај тоа што во нашиот западноцентричен светоглед во третата деценија на 21. век сметаме дека само што не сме тргнале кон Марс, сепак се уште има делови на планетата на кои нема основни цивилизацијски придобивки, меѓу другото и можност за пристап до финансии. Со биткоин, а потоа и со редица други криптосредства, ова се овозможува и во најоддалечените и најневозможните места на планетата Земја. Доволно е да се има смартфон и елементарен пристап на интернет. Сатоши Накамото со биткоин донесе епохална револуција која може да се поистовети со печатарската машина на Гутенберг. Времето пред нас само ќе го потврдува тоа. Некаде треба да стои Нобелова награда за економија со името Сатоши Накамото изгравирано на неа. Небитно кој е и каде е ликот или кој се крие за тоа име. Во наредните видеа, драги пријатели, ќе разговараме за сите критики, недостатоци и се она што доаѓа како искрено негодување за овој систем. Во меѓувреме, вие кликнете subscribe, звончето за нотификации и споделете со пријатели. Јас сум Татунче, драги пријатели, секој добро.